Денес кога лижеш на плоштад те гледаат 100 пара очи. Од карши, оној анемичниот ченто ти се закануе со тоа прсто дугачо као крастајца и ти вика: мали, ако многу лижеш ќе те фати грло. Ја еднаш така лижев и ме фати грло. Па ако ми се направи еден оток, голи оток. А од другава страна, цар Самуил седнал на она домаќинска на фотелја, те гледа и ти вика: дечки, за колку го лижеш? А оваа шмизлава од улица Македонија му дофрлуе: лиле, чичо Самуил, да знаеш само ја колку сум по лижењето. И таман си направил чекор или два да киднеш, која на тебе се надвиснал Александар со тоа... Пардон. Над тебе се надвиснал воинот на конј со тоа сатарот, те були у сладоледот и ти вика: еј, брате, само да знаеш у мое време како се лижеше. Па шо имав едни генерали, па само да знаеш тие како лижеа боц. Али Букефал мој уопште не беше по лижењето боц буки. Он ги јадеше исклучиво корнетите. Бегај бе, му викам и тргнем да си одам, која па го слушам војнот на конј зад мене ми вика: чекај, брате, а бакнеш? Ја, па да ми го бапнеш. Абе, да си немаш работа со тако воин на конј, бе. Оти знаете како рекле нашите: подобро змија да те апне, отколку војнот на конј да ти го... Абе, шо војнот на конј, бе? Замисли конјот да ти го бапне.